Денешна пресконференција е посветена на еден од најголемите проблеми кои што ги има општинен центар, како најстрог се разбира дел од градот Скопје, а тоа е проблемот со загадувањето. Ние во центарот едноставно не знаеме што дишеме всушност и затоа во мојата програма јасно обележам дека центарот треба да биде еколошки одговорна општина. За таа цел сакам да кажам дека ригорозно ќе пристапам кон следните активности. Прво, ќе има изградба на гасификацијската мрежа за топланата до клиничкиот центар, кој што е всушност најголемиот загадувач во општинен центар. Потоа оној проблем кој што градската власт одлучи да го реши на тој начин што ги тргна мерните станици кои што тука беа поставени, значи најавувам дека ќе бидат поставени 6 нови мерни станици преку кои што граѓаните на општинен центар ќе имат редовен увид за тоа каква е состојбата со воздухот кој што го дишаме во општината. Понатаму ќе има еден регистар на сите загадувачи во општинен центар кој што повторно ќе биде на располагање на граѓаните. Она што е многу битно е и кој што сакам да го кажам многу децидно, затоа што водно повеќе нема да биде место каде што ќе диве градежната мафија, значи веднаш ќе биде стопирано градежното узурпирање на водно. Сакам околу тоа да бидам многу прецизен. Понатаму, особено внимание ќе биде посветено на велосипедските патеки во општинен центар, повторно тоа е еден од главните приоритети во мојата програма и од тој аспект сакам да кажам една новина, затоа тука нашите подржувачи донесоа еден точак, а тоа значи дека секој жител на општинен центар која ќе принесе до нас како власт во градската, односно во општинската самоуправа, сметка за нов купен велосипед, 30% од таа вредност ќе биде веднаш рефундирана од страна на општината. Сакаме со тоа се разбира да го поттикнеме овој дел, ова култура која што мора да постои во центар и во Скопје, а тоа е користењето на велосипедите, се разбира да постигнеме конечно една еколошка потребна норматива во општинен центар. Што се однесува до вчерашната прозивка од мојот против кандидат дека водам некоректна кампања, сум прилично изненаден од таквите обвинувања. Јас досега зборов само со факти. Ако некого тоа го повредува или не му се допаѓаат вистинските факти, тоа се разбира не е мој проблем. Напротив, токму тој, господин Тодорич, ме обвини дека лажам. Збор што јас досега не сум го употребил, ниту имам намера да го употребам во понатамошната кампања. Она што е некоректна кампања, она што го дознав денеска, кој што представува силен револт од страна на родителите на учениците во општина центара, тоа е задолженоста која што е општината центар има дадено на директорите, односно директорките на основните училишта, верувајте, да одат од врата на врата да лобираат за ВМРО да помене, а учителите, односно учителките да донесат список од 20 до 50 активисти кои што ќе гласат за ВМРО да помене. Некоректна кампања, она што во моментов се случува, за жал тамо нема медиуми, тоа е потегот позади Палета, помеѓу Палета и Мистер Джек, каде што огромно дрво пред половина час се сруши. Полиција има таму во моментов, затоа што господин Тодорич се обидуваше во кампања да поплачи извесен дел од тој така наречен плоштад. Ми тоа реков, полиција има таму, има увид затоа што е паднато врз возило на еден од жителите во општина центар. За крај, постои нешто што е уште полошо од некоректна кампања, тоа е некоректен мандат. Општина центар има цели 13 години некоректни мандати. 9 години некоректен мандат на Аларова, за кој што граѓаните се прашуваат колку станови зела, или 4 години некоректен мандат на Тодорич, за кој што граѓаните на општинен центар се прашуваат како е можно преку ноќ капни гражи наменети за јавна употреба да стануваат сопственост на градоначалникот на општина центар. Сега слушам стратегијата која што тие кажуваат дека сите се исти. Јас не сум ист ниту како Аларова, ниту како Тодорич. Јас немам мојот мандат да го користам за лична употреба, за лично богатење, напротив, мојот мандат ќе биде употребен исклучиво во корист на граѓаните на општинен центар. Конечно, во општинен центар ќе завладее законот. Ви благодарам, дали има прашање? Поканата за ТВ дуел. Јас се ја упатив поканата, вчера сите беа сведоци за еден прилично немушт одговор. Не знам со кого треба да се консултира Тодорич, дали со себе или со матичната партија. Но јас и понатаму до крајот на кампањата ќе живеам во надеж дека ќе има телевизиски дуел кој што не е за мене, за мојот тим, туку е за потребите на граѓаните, за да знаат која е програмата што им се нуди и да го направат вистинскиот избор. Се разбира, на таа дебата ќе треба да господин Тодорич одговори на
сериозни прашања кои што ќе бидат поставени прекумено од страна на граѓаните. Господин Жарновски, имате ли конкретни рокови во кои што треба да се исполнат дел барем од проектите кои што ги ветувате во собствената програма? Значи јас од самиот почеток кажувам дека најголем дел од тие одлуки ќе бидат донесени на првата седница. Ги слушам нападите од страна на мојот противкандидат. Прво бев нападен дека немам програма, потоа кога презентирав програма бев нападен дека таа програма не е реална. Јас, ако мислат на програма за лично обогатење, немам. Ако мислат на програма за Скопје 2014 и таква програма немам. Парите нема да бидат злоупотребени за никакви кич проекти во општина центар. Општина центар, пак ќе кажам, ќе постои закон во општина центар и ќе знаат граѓаните каде се пошлените пари.